Ви благодарам. Промена на курс и веднаш се гледа дека она што до пред неколку денови беше политика на одобрување, сега станува политика на негација, и кога стручноста, компетентноста и професионалноста стануваат непосакувани квалитети, гледаме еден напад од страна на опозицијата, кој што е неоснован и неаргументиран. Имено професорот Трајко Славески, како кандидат за Народната банка, гувернер на Народната банка на Република Македонија, е стручен, независен експерт, кој ќе овозможи стабилна монетарна политика, стабилен курс на денарот, надзор над банкарскиот систем и секако флуиден платен промет. Ако се види бекграундот на професорот Трајко Славески, може навистина на него да му позавидат експерти на светско ниво, и токму затоа овие напади кои што се, пак ќе кажам, неаргументирани, неосновани, сметам дека одат на штета на она што се нарекува нормална монетарна фискална политика во државата. Од биографијата на професорот Трајко Славески може да се каже дека тој е редовен професор на економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, дека повеќе од 30 години предава макроекономија и државна регулација на бизнисот. Понатаму исто така го предава предметот глобална економија и економски системи за студентите на економски факултет и филозофски факултет при Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Во 1992 година професорот Трајко Славески, како советник на министерот за развој во владата на Република Македонија, е еден од авторите на антиинфлаторната програма, донесена заедно со чинот на монетарно осамостојување на Република Македонија, чие спроведување од самиот почеток помогна во борбата на тогаш присутната хиперинфлација и застанување на нозе на националната валута денарот. Понатаму ги извршува функциите министер за развој, министер за финансии, и токму она по што се одликува професорот Трајко Славески е неговата независност и авторитет и принципиелност во работењето. Верувам дека ќе извршува перфектно неговата функција гувернер на Народната банка.